Од денес почнува проверката и дренажата на водата од хидросистемот Злетовица, а веќе од наредната недела ќе се вршат и пробни пуштања на водата по цевководот. Ваквите контроли доаѓаат по констатацијата дека после секој пообилен дожд водата од хидросистемот е заматена и со исклучително лош квалитет. Факт е во моментите кога има интензивни врнежи од дожд, значи имаме проблем со матноста. Тие денови се околу 50 до 60 дена во годината. Ова најдобро го чувствуваат во Пробиштип, каде водата од Злетовица веќе неколку години се користи за пиење. Пробиштип неколку пати во годината може да се случи да однема вода, односно да ето биде зголемено, тогаш се случува да должниците да забрат и да кажем 10 часа можеби градот не остане без вода. Ова е секако проблем кој треба итно да се решава, а чии анализи почнуваат од денес. Сепак и оние што ја испорачуваат и оние што ја користат водата се категорични дека кога не врне водата е добра. Кажаното го потврдуваат со редовни контроли кои се вршат на 10 мерни места, а се испитуваат во 6 државни лаборатории. Во останатиот дел од годината водата е апсолутно исправна и прифатлива по сите параметри. Ние сме презадоволни во квалитетот на водата. Изградбата на Злетовица требаше да го реши проблемот со водоснабдување во 6 општини, но досега водата ја користат само 2. Останатите мора да извршат адаптација или изградба на филтер станици. Ние имаме изготвена техничка документација со одобрение за градба и дозволи за градба. Моментално проектот е ставен на ревидирање во Министерството за транспорт и врски и оттаму очекуваме некаде околу 430.000 евра средства, меѓутоа ќе ни требат дополнително околу 300.000 евра за да ги споеме постоечките резервари во должина од 17 км со цевководи до сите прочистителни станици. Инаку, според предлогот на регулатор на јавните предпријатија кои ќе земаат сурова вода од Злетовица, за истата треба да плаќаат по 20,20 денари метар кубен во 2018-та, 20,23 денари за метар кубен во 2019-та и 20,27 денари за метар кубен во 2020 година. Инаку двете општини кои сега користат вода од хидросистемот имаат долг од 22 милиони денари и тоа 16 милиони должи Свети Николе, а 6 милиони Пробиштип.